Беше таму, нези дојде времето да роди. Со желби за здравие, среќа и мир во светот, православните христијански верници го слават Бадник, денот пред Христовото рождество. Скопскиот соборен храм го наполнија стотици граѓани да си земат бадникарски гранчиња за бадниковата трпеза. Што за вас значи Бадник? Бадник голем празник, најголемиот празник е за мене. Многу го почитувам тој празник и затоа сега бајлево рано стигнав овде да се помолам на Бога. Почитување на обичаите, традицијата, верата и да бидеш со фамилијата. Тоа е голем празник за македонците. Денот започна со молитва во сите православни цркви, а централната манифестација по традиција беше во соборниот храм Свети Климент Охридски. Денес е Бадник, ден пред Божик, ден кога ние го дочекуваме еден од најголемите господови празници, раѓањето на Господ Исус Христос. И ова е радосен ден за нас православните христијани, затоа што ние го очекуваме еден од најрадосните моменти што се случил во историјата на човештвото. Тој е ден во кој што ние се радуваме за Христовото раѓање. Многу значаен ден за нас православните христијани и треба да се потрудиме да задржиме таа духовна молитвена атмосфера во текот на целиот ден. Не изостана ниту традиционалното доаѓање на пајтонот со кумовите и здравичарот со музика и топла ракија. Бадниковиот ќуп со гранчиња од стариот беше предаден на новиот кум кој со него замина дома. Да си ја сакате и почитувате верата, да го негувате јазикот, обичаите, традицијата, историјата македонска. Запалените обнови на Бадниковата вечер ги осветлуваат и нашите срца пред радосното и чекување на раѓањето Христово. Празникот граѓаните ќе го поминат во кругот на семејството, во домашна атмосфера, ќе имаат посна трпеза и традиционално лепче со паричка која ќе се крши пред почетокот на ручекот и се верува дека на тој што ќе му се падне паричката ќе биде среќен во текот на целата година. Бадник е ноќта на мирот, радоста и сплотеноста. За Божик традиционално се подготвува мрсна трпеза која го означува крајот на божитните пости.